Брендан Кар е изборот на новоизбраниот председател Доналд Трамп да ја води Федералната комисија за комуникации. Агенцијата ги регулира ТВ и радио емитувачите, давателите на телефонски, интернет услуги и сателитите. Кар моментално е комесар на Федералната комисија за комуникации, каде долго време работи. Јасно е дека има големо искуство. Верувам дека тој е таму од 2012 година како адвокат, кој беше прилично транспарентен, што е добро. И двајцата имаат прилично добро или многу силно чувство за тоа како функционира Федералната комисија за комуникации. Трамп го опишува 45 годишниот адвокат како, цитирам, воин за слобода на говорот. Кар за агенцијата во прирачникот за конзервативни приоритети на политиката Проект 2025 напиша дека компаниите за социјалните медиуми потиснуваат одредени политички ставови. Тој вели дека сака да ги контролира телевизиските мрежи за пристрасност. Американците живеа под невиден пораст на цензурата во последните неколку години и ние мораме да работиме заедно за да го уништиме тоа. Втор приоритет се медиумите. Довербата во медиумите е на најниско ниво. Има многу што агенцијата може да направи за да се увери дека радиодифузерите всушност му служат на јавниот интерес. За тие амандмани има критики за потенцијални прекршувања на правото на слобода на говор. Првиот амандман на Уставот. Една од работите што тој ги предлага е всушност да ги натера овие компании да ги остават содржините такви какви што се непроменети, што огласувачите и други ги сметаат за навредливи. Со други зборови, користејќи ја моќта на федералната влада да ги присили овие приватни компании да задржат одредени форми на говор. Кар исто така сака повеќе американци да имаат пристап до интернет. Тој изрази загриженост за националната безбедност околу давателите на услуги со технологии и опрема произведени во Кина, како и социјалната мрежа TikTok во кинеска собственост, за евентуално собирање информации за американците во име на Кинеската комунистичка партија. Кинеската комунистичка партија не доаѓа до сати нашите слободи преку некој посебен вектор. Тие доаѓаат преку секакви уреди, тие доаѓаат преку секакви услуги, затоа е важно да бидеме будни. Таквите грижи за националната безбедност се со помала веројатност да бидат контроверзни за 5-члената двопартиска комисија што ќе ја води Кар. Веќе има одредено финансирање за старо за ново, за да се повлече некоја мрежна опрема што е веќе поставена и да се замени со она што се смета за побезбедно. Набргу, откако Трамп го назначи Кар да ја води Федералната комисија за комуникации, Кар објави дека агенцијата ќе стави крај на напорите за различност, еднаквост и инклузија.